أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد. Во почеток неизмерно захвалност на Аллах џеле шану, зашто само Аллах џеле шану е заслужен да му се прави фала. Салаватот, селамот, мирот и спасот нека бидат на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до судниот ден. Денеска ќе кажеме за едно мусибе, ќе кажеме за една несреќа која не имат погодено на нас. Едно големо мусибе, една голема несреќа која не имат задесено сите нас. А теа нешто е тврдо срце. Теа нешто е нашите срца се направи тврди. Нашите срца не примет и не осетвет многу работи. Денеска ние читаме Куран и нема никакво влијање кај нас. Слушаме Куран и теа нешто нема никакво влијање кај нас. Денеска ние наши џеназина ги ставаме во кабур, во гроб. И од ова нешто не земаме ибрет, не земаме поука. Денеска се случуваат многу нешта во дуња. Денеска се во голема неволја муслиманите и ова не влијае ке нас. Нема никакво влијање ке нас, зошто ова е причина на ова болест, која болест е тврдо срце. Кое срцето мојте да достигне тврдина, да биде потврдо и од камен. Аллах џеле шану вели: "Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal-hijarati aw ashaddu qaswa." И потоа на вас ви се стврдна вашите срца. Ви се направи тврди кал-хиджара, како еден камен. Aw ashaddu qaswa. Или повеќе од тој камен се тврди вашите срца. Зато денеска кога читаме Куран не можеме ништо да земаме. Не влијај теа читање на Куран ке нас. Кога слушаме некој ваиз, некој дерс, нема никакво влијање теа ке нас. Нашите срца станале тврди. Затоа ми е денеска помеѓу нас, како Аллах џеле шану не учи да бидеме рухама убейнехум, да бидеме милостиви спрема едни со други. Да бидеме помеѓу нас, да имаме рахмет, милост. Ова го немат зошто? Зашто наши срца достигна тврдина на наши срца како камен. Не осетвиме ништо повеќе. Ова е таа болест која се расширила денеска во умет. Ова е таа причина за наши срца да не примет никаква насиха, никаков совет, никакво поучување од никого. Ова е таа болест на наше срце која те тера до степен да биде сам бендисан. Зашто ти ништо не можеш да примаш со теа твое срце. Себе причина за ова нешто
Зошто дојде ова вака? Зошто наши срца се вака стврднати? Зошто кога читаме Куран, не го читаме со размислување. Кога читаме Куран, не читаме со размислување. Треба да читаме Куран со размислување. Да мислиме за тие наредби, забрани и за тие нешта што ни ги кажуваат Аллах Желешану во Куран. Селеф и сахаби знае од јација до сабах со еден ајет да биде. Еден ајет да го читат до сабах, за да земет од теа нешто поука и бре. Денеска не читаме Куран со размислување. И втора причина за која денеска ќе зборуваме малку поопширно, заборавивме на смртта. Заборавивме на смртта, заборавивме на кабур, на гроб, заборавивме на сират, заборавивме на дженнет, на джехеннем, заборавивме на машар. Заборавивме на суден ден, заборавивме дека ја и ти ќе излеземе пред Аллах Желешану. И за секое едно време, за секоја една помината минута и стотинка ќе одговараш пред Аллах Желешану, ја и ти. Заборавивме на овие нешта. Заборавивме на таа смрт, која смрт е најдобар советник за нас. Не советува, не зборви, а не советува. Денеска во твој комши, утре во твоја фамилија и може би ке мене и ке тебе денеска или утре. Советник кој не советува на нас да се спремаме за ахирет, да се спремаме за ова смрт која сигурно ќе дојде. Да се подсетиме на кабур, на гроб. Пегамбер алейхи селам после секој намаз, Аллахума инни аузу бика мин азабил кабр. Ја Аллах, барам заштита ке тебе од азапот во кабур, во гроб. Колку пати ние денеска помислуваме во денот на смртта? Колку пати ние помислуваме на азапот во кабур, на прашањата кои ќе ни бидат поставени во кабур, на суден ден, на мостот Чупри, Сира, колку пати помислуваме во денот? Ова е таа причина што ние не се подсетуваме на овие нешта и затоа нашите срца станаа тврди. Затоа нашите срца станаа како камен и полош од камен. Пегамбер алейхи селам еден ден поминуваше во улици на Медина. Имаше една група на сахаби кои седеа и со голем глас се смеа и кажуваа некои нешта за да се смеа. И пегамбер алейхи селам помина покрај нив и му рече: "Акthirу мин зикри хадимел ледзат." Зголемете го спомнувањето на тој или на теа нешто што ги уништви сите лезети, сите уживања во дуња. Смртта. Зголемете го ова подсетување. Зголемете го подсетувањето на смртта кој ги уништви сите уживања. Кој е уништувач на сите уживања. Ние денеска слабо се подсетуваме на ова смрт. Слабо се подсетуваме на овај кабур, на овај гроб. Ние денеска на површина на земја гледаме харам. Кога ќе влезиме во незина утроба, во тој кабур ќе гледаме хак, ќе гледаме вистина тога. Ќе гледаме теја што сме го ние подготвиле. Ќе видиме тога. Денеска ние слушаме харам, али во утроба на земја, во тој гроб, ќе слушаме хак и ќе слушаме она што ние сме го подготвиле. Човекот треба да се подготви за ова нешто. Човекот, муслиманот, верникот, секој дневно треба да се подсетви на смртта, да се подсетви на гробот, да се подсетви на овие нешта. Зашто ако ги нема овие нешта ке него, ќе има други нешта. Како рекол еден од улема, како рекол еден од селев, Ебу Али ед-Дакка, кој се подсетви многу на смртта, добива три нешта. Прво нешто, го убрзава теубето. Тој што се подсетви на смртта, често, многу,
го убарзават теубето, правит опрос барат ке Аллах Джелешану. Второ, осетвит лезет во неговите ибадети. Кога правите ибадет, нема да ги правит со ленливост, со немарност, че ги правит со лезет. И трето, осетвит во негово срце задоволство со теја што му е одредено нему. А спротивно рекол, кој не се подсетви на смртта, добива три нешта. Прво, нема да брза со негово теубе. Нема да прави теубе брзо. Второ, нема да осетви лезет во неговите ибадети. Лезет нема да осетви во неговиот ибадет. И трето, нема да бит задоволен во негово срце со теја што му се одредило на него. Нема да има задоволство со теја што му се одредило на него. И пегамбер алейхи селам, хадис во Муслим вели, му рекол на сахаби, зуру кубуру фаиннеха тузаккиру лмеута. Посетете ги гробовите. Правите зијарен на вашите гробови, теја навистина ве подсетви на смртта. Во други еден хадис вели, теја на вас ве подсетви на ахирет. Значи една од целите да се посети гробовите, да се подсетиш ти пак повторно на смртта, да се подсетиш ти на ахирет. Рекол пегамбер алейхи селам, нема во дуња кога идет кај некој кај смртта има два вида на луѓе. Кога идет кај некој смртта има два видови на луѓе. Еден вид на луѓе е посакви смртта и сакат да се сретни со Аллах Джелешану. Други вид на луѓе не сакат и не сакат да се сретни со Аллах Джелешану. Му рекла Аиша радијаллаху анха на пегамбер алейхи селам, ја Расулуллах, сите не сакаме смртта. Јани сите, никој не сака смртта. Рекол пегамбер алейхи селам, не е теја што мислиш, него кога доаѓаат кај некој верник, што е салих, што е доброчинител, што има добри дела, кога доаѓаат мелеки да му земе негова душа, доаѓаат насмеани и го обрадват, му кажват дека тој ќе биде од становниците на џеннет и тој сака средбата со Аллах Джелешану. Сака да се пресели во овој момент во ахирет. Зашто гледа што имат подготвено за него. А тој што нема добри дела, што бил непослушен на Аллах Джелешану кога му доаѓаат мелеки да му земе негова душа, доаѓаат во темни лица, страшни изгледи и му кажуваат неговото место во џехеннем. Му кажуваат дека тој ќе биде од жителите на џехеннем и овај човек не сака средбата со Аллах Джелешану и Аллах Джелешану не сака средбата со овај човек. Омер Абдул Азиз, наречен петтиот праведен халифа, еден ден му рекол на тие што биле блиски до него, од денеска кој сакат да седит во моја близина, кој сакат да седит во моје друштво, му поставувам три шартови. Три шартови за да седит во моја близина. Прв шарт, да не зборува за дуња. Додека сте кај мене, немој да зборувате за дуња. Втор шарт, да не правит гибет, да не кажи маните на другите луѓе. И трет шарт, да не се играте, да не се подсмевате или да кажете нешто што ќе ве смеи во моја близина. Овие се три шартови. И велат овие луѓе, кога бевме во седенка кај Омер Абдул Азиз, кога бевме во седенка кај него, се осетвевме дека сме кај некоја џеназе. Само се зборуваше за смрт, се зборуваше за кабур, се зборуваше за ахирет. Али кога се пресели во ахирет Омер Абдул Азиз, во последните моменти цитираше еден ајет: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. И Аллах Джелешану велит, и таа куќа на радост, на среќа ахирет, е за тие што не пред кибар во дујна, што не се охолет, што не одет охоло по дујна и што не ширет разврат, фесад во дујна.
И за ваквите крајот е добар. Значи, ахирет, дженнет е за тие што не оде со кибар, за тие што немет кибар во ними, за тие што не се издигнавет и тие што не пред неред. За ними е ова место. Аллах Джелле Шану има многу курански ајати. Куллу нефсин заиқатул маут thumma илейна турџаун. Секоја една душа, секоја едно нешто што е живо, ќе проба смртта, ќе ја укуси смртта. И кај мене ќе се вратите, вели Аллах Джелле Шану. И Аллах Джелле Шану му каже на пегамбер алейхи селам: Иннека мејитун ва иннехум мејитун. Ти ќе умреш, а и тие ќе умра. Секој еден да знаеме дека ќе се пресели во ахирет. Секој еден од нас ќе се пресели во ахирет. Само како ќе ја дочекаме таа смрт? Како ќе не најдат подготвени таа смрт? Сите сме сложни и сите знаеме дека смртта нема да се најави пред да дојде. Смртта нема да одбери место во кое сме ние. Смртта нема да одбери позиција и наша состојба во која сме, држава во која сме, него ќе дојде изненада. И за теја нешто ние да се подготвиме за ова смрт, да ја пречекаме зашто ова смрт нема да дојде, а да ни се најави. Кажа Аллах Джелле Шану, секој еден ќе ја проба ова смрт. И пегамбер алейхи селам, најсакано битие кај Аллах Джелле Шану, Хатемен неби, печер на сите пегамбери, е проба ова смрт во негови последни моменти во ова дујна. Во негови последни моменти во ова дујна кажа неколку зборови, нешто меѓу ними. Повторно рече проклети да се евреи и кршćани, ги зедоа гробовите на нивните пегамбери, места каде пред намаз, места каде обожават. Пегамбер алейхи селам на умет му даде во насиха, последно васиет, му рече сала, намаз. И пегамбер алейхи селам пред самата смрт, последно нешто, последна худба се качи во худба. И рече на кому некој сум му зел некој имот, нека дојдите и нека го земат сега тој имот од мене. На кого сум го навредил, овдека сум нека ме навреди. На кого сум го удрил, овдека е моје тело да ми вратит. Вака пегамбер алейхи селам во последни моменти во негов живот и се пресели пегамбер алейхи селам во ахирет. Потоа Ебу Бекир радијаллаху ан беше во смртна постела. Дојде негова черка Аиша радијаллаху анха. Почна да го жалат негов татко. Тој рече, немој да кажуваш ништо и цитираше еден ајет: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتُ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتُ مِنْهُ تَحِيدٌ. Навистина смртните маки, навистина смртните маки на секој еден ќе му дојде, те е вистина, неизбежно нешто. Смртните маки ќе му дојдат на секого. И од теа нешто нема бегање. Никој немој да избега ред Аллах Джелле Шану. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتُ بِالْحَقِّ. И на вистина смртните маки ќе дојдат со вистина кај секој еден. И се пресели Ебу Бекир радијаллаху ан, Омер радијаллаху ан. Ове се најблиските до пегамбер алейхи селам. Иннека мејитун ва иннехум мејитун. Ти ќе се преселиш и тие ќе се преселат. Секој еден ќе се пресели. Омер радијаллаху ан дојде во саба, почна да клана саба намаз, учеше сура Јусуф. Дојде тој и го уби, го руши со нож во негова грб. Го руши многу пати. Омер радијаллаху ан падна во несвест. Кога се пробуди од несвест, парво нешто што му рече на тие што беа блиски околу него, рече есаллан нас, дали луѓето го кланаа намазот. Не се секираше за себе. Се секираше дали намазот продолжи. Дали го продолжи луѓето намазот. После ова му рече на негов син Абдулла да одиш ке Аиша радијаллаху анха и да решиш има селам од Омер радијаллаху ан, да не е велиш од Емирул муъминин.
od Omer radijallahu an, da li će mi dozvoliti da me zakopate во место близко до моите двајца другари? Расулуллах и Ебу Бекир. Имаше уште едно место. Ова место Аиша радијаллаху анха го чуваше за неа. И кога отиде Абдулла кај Аиша радијаллаху анха да побара изин за ова нешто, таа му дозволи. Кога се врати Омер радијаллаху ан, кога му кажа, се обрадува, се виде радост на негово лице и му рече на негов син: кога ќе се преселам, да ми изгусулите мое тело, да го завиткате во чефин и да ме крените и повторно да ја прашате на Аиша радијаллаху анха дали ќе ми дозволи да ме закопате во тоа место. Потоа негов син Абдулла е зеден глава на негов татко, Омер радијаллаху ан ја кладе на негова нога. И Омер радијаллаху ан рече: о, мој синко, немој да ја редиш моја глава во твоја нога. Клаа моја глава во земја. Може би Аллах Желешану ќе ми опрости за ова нешто. Кога моја мајка не би ме родила, кога би бил нешто, некоја варака, некој лист и нешто што се прави наследство, кога не би бил ја. Од страф од Аллах Желешану, иако му беше ветен дженнет. Беше еден од тие 10 што се обрадувани со дженнет. Али вака беа сахаби, вака ја дочекуваа смртта. Осман радијаллаху ан, ден пред да го убие, еден ден пред да се пресели во ахирет, во сон го виде на пегамбер алейхиселам. И пегамбер алейхиселам му рече: утре рече ќе ифтираш со нас. Утре ќе ифтираш кај нас. И стана Осман радијаллаху ан тој ден и беше тој саим постач. Зеде негов Куран во негова куќа и почна да читат и дојде и го убие на Осман радијаллаху ан. Последни зборови му беа: ла илаха илла анта субханака инни кунту минал залимин. Ла илаха илла анта субханака инни кунту минал залимин. Немат Господ освен тебе, Аллах. Ти си славен. А јас сум оној кој што сам на себе зулум си направи. Вака бе сахаби. Али радијаллаху ан одеше во сабах намаз. Во сабах, после кијамуле, после ноќен намаз од негова куќа излезе во сабах и дојде и го руши на Али радијаллаху ан, го убие. Во пат, додека одеше во сабах намаз. Последни негови зборови: ла илаха илlallah Мухаммадун Расулуллах. И се пресели од ова дуња. Ебу Хурейра радијаллаху ан. Ебу Хурейра радијаллаху ан, мухаддис на овој уммет. Најпоче хадиси што пренесе од пегамбер алейхиселам. На негова смртна постела, пред да испушти душа, рече: само колку малу имам багаж, само колку малу имам потребнини, што ми треба за овој голем пат. А Осман радијаллаху ан, кога се кажеше кабур, кога се кажеше гроб, кога се спомнеше во негова близина, многу плачеше. И му рекоа: зошто плачиш кога се спомни гроб? Рече: го слушам на пегамбер алейхиселам дека кабур, дека гроб, дека берзах, што овај живот е прва станица за ахирет. И кој ќе успее во овај гроб, успел и во ахирет. Кој ќе му е лесно дека, уште полесно ќе му е. А кого ќе му е тешко во гроб, уште потешко ќе му биде во ахирет. Бреже да се подсетвиме често на ова смрт. Да се подсетвиме на кабур. Зашто кабурот е страшно место. Место каде коска во коска влегува. Место за некој човек ќе се стесни кабурот за да влезе ребра во ребра. И ќе му се отвори на некој ваков место да го гледа негово место во джехеннем. А за некој ќе види дел од дженнетска бавча. Ќе биде толку широк докаде очи гледа. И ќе му се покаже негово место во дженнет. Пегамбер алейхиселам имаше едно дженазе и застана пред да го стават дженазето во гроб. Почна да плачи. Му рекве: сахабија Расула, зашто плачиш? Рече: спремвете се за ова нешто. Спремвете се за овај гроб. Спремвете се за ова куќа. Спремвете се за ова место, кое е место
Мој да ти помогни тебе само твоите дела. Како вели пегамбер алейхиссалам во хадис, џеназето го следат три нешта: негова фамилија, негово богатство и негови дела. Негова фамилија и богатство се враштат од тој гроб. А и вели улема, и да застане таму нема да му користат. Само негови дела се во негов гроб. Ако се добри, добро за него. Ако се лоши, лошо за него. Иште една киса, иште една случка, за да видиме колку е важно ми е да се спремвиме за ова нешто. Зашто ова ќе дојде сигурно. Саад ибн Муад, ради Аллаху ан, овај сахаб, кој сахаб рече кога се пресели во Ахирет, аршот на Аллах Желешану се стреси. Аршот на Аллах Желешану се стреси од смртта на Саад ибн Муад. Пегамбер алейхиссалам кажа 70.000 мелеки му кланеа џеназе на Саад ибн Муад. Му рекве сахаби на пегамбер алейхиссалам кога го носе џеназе: ја Расулуллах, многу лесно ова џеназе. Рече: со вас имат мелаик кој го носе ова џеназе. Али кога дојде да се ред во гроб, кога дојде да го стават во гроб Саад ибн Муад, ради Аллаху ан, пегамбер алейхиссалам почна да плаче. Рекла Расулуллах што? Рече пегамбер алейхиссалам: لو نجا منها سعد لنجا منها بعده من بعده. Ако се спаси Саад од страотиите на гробот, ќе се спасат и тие после него. Значи не дека е казнат Саад ради Аллаху ан, него страотиите што ги имат овај гроб секој ќе ги види. Од тие суали, од тие прашања, на тие мелаик секој ќе ги осети тие нешта. И за тоа нешто да се спремаме за ова бреша. Да не губиме време повеќе, да го олесниме наше срце, да го омекниме наше срце, како кажавме, со читање на Куран, со гледање во Куран и со размислување за тие ајети во Куран. И да се подсетвиме на смртта често. Во секоја една наша седенка нека биде спомната смртта. Зашто кога се спомни смртта, тие што имат кибар, наеднош му падве тој кибар. Тие што се големџи наеднош падве долу. Тие што се многу, одма се пред малу. Зашто ова смрт, секој еден знај дека е хак, дека е вистина. И верник и неверник. Ама големо мусибе, голема несреќа е ние што знаеме дека ќе дојде ова смрт, а не се спремвиме за ова смрт. Ова е најголемото мусибе. Ова е најголемата несреќа. Иншаллах Желешану да ни даде разбирање од овие неколку зборови. Иншаллах, пред да се преселиме во Ахирет, да бараме дуа од Аллах Желешану секој дневно бреша. Една дуа. Пред да се преселиме, Аллах Желешану да ни даде, да ни го прима наше таубе. Во време на смртта да изговориме шехадет. И после смртта Аллах Желешану да ни се смилува. Ваква дуа да правиме секој дневно и да се подсетвиме на овие нешта кои ги кажавме, ќе го омекне наше срце. Зашто наши срца се многу тврди и не примет ништо. Иншаллах Аллах Желешану да му олесни, како кажавме, себе тие наши срца, денеска не ја чувствуваме таа тага, таа болка на тие брајче кои што денеска немет покрив над глава, кои што денеска немет што да ифтире, кои што утре е бајрам немет курбан да заколет и немет да стават софра за нивни деца, како ние денеска имаме и утре ќе имаме. Да не го забораваме ова нешто. Нека не биде себе наше срце за ова нешто. Одма да го омекниме во ова срце во овие мубарак денови, последни моменти од овие мубарак денови, каде дуа кампу, каде многу работи се поблиску. Затоа нешто немој да ги заборавиме овие брајче кои што имат мака телгова, кои се нападнати, како гладни кучиња на една тепција, а ние да се име раха. Ова е себе в нашето срце што е тврдо. Иншаллах Аллах Желешану да ни ги омекне наши срца, да ни ги направи наши срца да примет вистина, да примет хак. Иншаллах Аллах Желешану да ја направи од ој некој ќе се секираме и за другите муслимани, зашто не му припадвите еден на еден народ ако не се секират за тој народ. Субханак Аллахуме бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. Аллах разјави.